Добро вечер, почитувани. Нов термин резервиран за интервју на телевизија Нова. Вечерва мој гостин е Горан Јандреовски, директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Директоре, добро вечер. Моето прво прашање е околу бројот на авиооперациите. Континуирано расте бројот на авиооперациите над македонското небо, со тоа и бројот на превезени патници. Колку агенцијата има капацитет за новите состојби во авиосообраќајот во земјава? Имаме ли доволна кадровска екипираност? Добро вечер, ми представува задоволство да присуствувам на поканата од телевизија ТВ Нова. Што се однесува до прво прашање, агенцијата е институција која што континуирано инвестирала во своите вработени уште години наназад од низиното формирање. Оние вработени кои што во моментот ја покриваат целата област на воздухопловството се луѓе со големо искуство, со добар едукативен програм во нивното образование наназад и континуирано образование во текот на наредниот период. Така да, во целост може да одговорат на сите предизвици кои што се пред агенцијата и пред воздухопловството како индустрија во државата. Што се однесува до бројот на прелетите кои што ги споменавте, постои покачување на оваа година во текот на првите месеци на 2016 постои мала стагнација. Најголемиот пораст беше со отварањето на небото над Косово. Ги постигнавме максимумите. Сега агенцијата заедно со провајдерот, со македонската навигација, работат на зголемување и привлекување на авиокомпании кои што ќе ги користат воздушните патишта над Република Македонија, бидејќи тоа на крај на денот представува избор на авиокомпанијата. Што се однесува до операциите на самите аеродроми, да, постои зголеменост, која што е евидентна, бидејќи бројот на патници се предвидува оваа година да биде над 1.500.000, што кажува дека се зголемува интересот на патувања поради одмори, а исто така и патувања од бизнис причини према главниот град. Безбедноста во овој вид на сообраќај мора да биде на највисокото ниво. Што велат вашите наводи? Значи, безбедноста во воздухопловството е основното начело на агенцијата. Значи, нашата основна задача е да вршиме континуиран надзор. За овој континуиран надзор постојат различни области во агенцијата кои што ги покриваме, почнувајќи од провајдерот, аеродромите, други области на воздухопловната индустрија, аероклубовите да не ги заборавиме, како и лиценцирањето на лицата кои што работат во индустријата. Значи, наоди секогаш постојат, се во насока на корективно делување од страна на агенцијата, за да помогне на индустријата да се усогласи со регулативите кои што се европски и светски. Значи, не постојат критични елементи на наоди кои што може да бидат од големо значење поради кои што индустријата може да дивергира во насока да имаме забелешки од меѓународни институции. Значи, континуиран надзор со континуирани подобрувања на перформансите на сите чинители во авиоиндустријата е секогаш присутна и секогаш ќе биде присутна. Се доколку се појави некој аудит или инспекција која што нема насоки, значи нешто не е во ред. Така. Го спомнавте образованието на овој кадар во вашата агенција или во целокупното цивилно воздухопловство. Зошто во Македонија нема соодветна високообразовна институција и каде се школуваат овие кадри? Значи, во Република Македонија, освен сообраќајниот факултет во Битола, други институции кои што се занимаваат со оваа проблематика нема. Се надевам дека набрзо Дамјан Груев универзитетот ќе проработи, таму е планиран факултет кој што ќе покрива оваа област. Најчесто младите од Македонија кои што одбираат да одат во оваа насока учат на универзитети во Европа или во Америка. Што се однесува до менаџмент во воздухопловство, постојат различни универзитети, различни програми, меѓутоа претежно нашите луѓе се концентрираат во универзитетите во регионов. Значи, од Хрватска, Словенија, Белград. Имаме денеска добив барање за пракса од наша студентка од Полска, која што работи и студира уствари на менаџмент за воздухопловство. И наистина бев изненаден со апликацијата и ме радува да ја видам во нашите простории на пракса. Колку члена брои вашата агенција? Колку вработени има? 68. И значи се вработени од воздухопловна природа и администрација. Добро. Луѓе кои што
во агенцијата дале допринос. Мојот став е дека агенцијата и квалитетот на агенцијата се вработените. Колку повеќе се инвестира во нив, толку подобро знаат да вратат кон агенцијата, бидејќи на крај на денот ние како агенција сме лицето на нашата држава пред сите светски меѓународни институции, како што се ИКАО, ЕАЗа и така натака. Колку треба да биде комплетно подготвен и концентриран да се биде во вашата професија? Значи, тоа е континуиран процес, почнувајќи од образование кое што ќе овозможи одредено лице да се стекне со знаење, сертификати и познавање од одредени области од воздухопловство, не може да ги познаваат сите, нели? Тоа е процес кој што изискува финанси и тоа е процес кој што е долготраен. Кога ќе се исполнат одредени услови, тогаш воздухопловните кадри може да се стекнат со дозволи да бидат инспектори, кој што по друга страна е врзано со систематизација и одредени описи на работните места кои што треба да ги исполнат. Така, на светско ниво се почесто и кај нас веќе поактуелно е летањето со дронови и се случува на неколку пати инциденти со овие мини хеликоптерчи, или како да ги наречам се, помошни уреди за снимање. Во земјава се подготвува уредба за регулирање на оваа активност. Ке се ставили ред во воздушниот простор, кој се може да се игра со овие скапи играчки? Така, ќе почнеме наназад. Значи, еве вака, Министерството за транспорт и врски по иницијатива на Агенцијата за цивилна воздушна пловидба дадоа насока према влада агенцијата да биде назначена за институција која што ќе се грижи за регулација на овој дел на воздухопловството, значи користење на беспилотни летала или воздухоплови без екипаж. Задолжувањето од страна на владата е да до крајот на месецот, до 30 јуни, изготвиме уредба која што е практично модифицирана уредба на таа која што постои во моментот, која што е од 28.1.2015, која што ќе овозможи да малце попрецизно се дефинираат условите за користење на овој вид на летала. Во текот на утрешниот ден во Фондацијата Никола Клюсев во склоп на домот на АРМА ќе се одржи јавна дебата на која што веќе неколку дена наназад промовиравме низ јавноста покана за да може да учествува што повеќе луѓе, да слушнеме кое е мислењето од крајните корисници. Ние како регулатор имаме некои основни црти преку кои што не можеме да поминеме. Тоа ќе биде добро да направиме една дискусија во која што ќе ги собереме сите мислења, бидејќи истите може да се користат за приватни цели, за комерцијални цели, телевизиите, фотостудијата, постојат катастри, значи има многу различни потреби за користење на ваков вид на летала. Земјоделието, да не го забораваме. Сето тоа ќе биде добро да се издискутира јавно, да ги собереме сите прашања, за да можеме да дадеме што подобра уредба, која што ќе даде насоки за правилно користење на овој вид на летала. Има ли некаква сума колку ќе се наплаќа? Да, тарифникот ќе ги даде овие насоки, значи ќе има процес на одредена едукација, ќе има центар кој што ќе дава таков вид на обука на основна програма која што агенцијата ќе одобри и после тоа ќе си постои тарифник по кој што ќе се пријавуваат сите корисници на увезени или купени од домашен пазар ваков вид на летала. Постои соработка меѓу Царинската управа, постои соработка меѓу аероклубови каде што ќе доаѓаат луѓе на едукација, така да ќе се затвори кругот и ќе дадеме еден добра временска рамка да им овозможиме на сите корисници да се пријават, да се едуцираат, да разберат што значи користењето на ваков вид на летала во аеродромска зона, какви се опасностите за летање над собрание, над рестриктивни зони и така натаму. Колку може да влие негативно ова летање со дронови, колку да го наруши безбедноста па и мирот на граѓаните? Значи, во изминатите месеци агенцијата прими неколку поплаки кои што се од приватни лица за злоупотреба на приватност. Значи, едно е што сакаме да снимаме, друго е дали смееме во тие области. Значи, поприлично е ризично користењето на дронови, бидејќи се содруваме и со друга проблематика која што е врзана со заштита на лични податоци и информации. Има барања од агенции за недвижности, има барања од катастарот, веќе го споменав. Значи, многу е важно да прецизираме точно во кои рамки на игралиште ќе играме, за да знаеме дали да судиме пенал или
да имаме фер плей. Јас сепак посакувам да имаме една навистина чесен пристап од сите чинители, вклучувајќи и агенцијата како оној што ќе го надгледува целиот процес, да не го донесуваме МВР во ситуации да треба да легитимира корисници, па ние да ги казнуваме и така натака. Да почекаме да видиме кои ќе бидат мислењата и на корисниците, Апсолутно. оние кои што ги користат дромновите, па дури потоа ќе видиме што ќе биде да помине таа јавна дебата. На почетокот на ова интервју ги спомнав авиооперациите над македонското небо, го посечуваат Визер, нискобуџетната компанија, као виновник во наводници со нивните летови кон Европа за зголемен број на авиооперации над македонското небо. А колку овие нискобуџетни операции, овие нискобуџетни летови придонесува да има зголемен број на авиооперации? Па поприлично многу, значи оправдана е стратегијата од страна на владата. Тоа што некому од регионот се наоѓа засегнат и поднел одредени приговори према европските институции, е од разбирлива причина, но истите треба да се обидат да пронајдат модел за привлекување на патници на своите аеродроми. Во Европската комисија има точка која што е поврзана со субвенционирањето на летовите на Визер. Го споменуваме Визер, да не заборавиме да кажеме дека тоа беше отворен повик, каде што првиот кој што се пријавил ќе биде и услушан. Имало интереси од други авиокомпании. Меѓутоа да видиме како ќе се одвиваат активностите поврзани со оваа точка. Агенцијата е спремна да одговори на сите предизвици со експертите кои што ги имаат воздухопловно право и резултатот не се сомневам дека ќе биде во наша корист. Да, поднесено е нели од друга странска компанија представка до Европската комисија баш околу ова што го напоменавте, околу летовите на Визер и субвенционирањето од страна на владата. Колку може да наштети сега Европската комисија? Може да добиеме некоја санкција како земја? Значи, предпоставам дека во нивната регулатива постојат такви одредби, меѓутоа, од друга страна, не сум баш сигурен дека на европското воздухопловство му е од интерес да ја уништува индустријата. Така. Не очекувам некои поголеми поместувања. Да, доколку се си биде во ред, дали имаме простор за уште една нискобуџетна авиокомпанија која што би дошла, или пак некоја од поголемите... Министерството за транспорт објавува континуирани повици, така да следат некои нови, има интерес од Министерството за привлекување на странски инвестиции, исто така се во одредени преговори. Очекуваме да видиме каков ќе биде интересот. Што се однесува од големите имиња, очекуваме од септември и октомври да почне Qatar Airways, по нивната најава негдека во месец април. Па се надевам дека ќе оствариме линија која што ќе биде многу корисна за нашите иселеници во Австралија и за поврзување со други точки на премазиски континент. Така, во последниве неколку години се види дека Македонија не е така мал пазар што се однесува до воздухопловниот сообраќај. Каде сме во регионот? Значи, видите, во однос на порастот сме во првите држави во регионот со процентуален пораст во сообраќајот. Она што се случува во другите држави околу нас е нешто што е континуирана култура на воздухопловство од минатото. Значи, не може и не би сакал да се споредуваме со никој, бидејќи ние си имаме наша специфика, нашата поставеност, сето она што се случува во нашата држава според бројот на патници, според процентуално со број на население, поприлично имаме висок рейтинг на култура на користење на воздухопловни бенефити за летање во регион, интерконтинентални летови и така натаму. Имаше најава за сертифицирање на медицинскиот персонал во градската болница 8 септември, која треба да ги покрие застрените аспекти на воздухопловниот кадар во Македонија. До каде е овој процес? Значи, денеска ме прашувате во првиот ден на втората фаза на обуката на докторите, на воздухопловниот персонал. Денеска 20 јуни до 25 јуни е втората фаза на едукација и сертификација на овој кадар. Ова што се прави во 8 септември е од големо значење, бидејќи ќе има можност 8 септември болницата да дава воздухопловни прегледи на авиокомпании кои што се членки на Европската агенција за безбедност. Што значи дека ќе имаме кадар и капацитет кој што ќе овозможува воздухопловен преглед над било кој дел од индустријата. Почнувајќи од контролори на летање, вработени во агенција, вработени на аеродром, полиција, војска, дел од воздухопловство и секој оној, бидејќи цената ќе биде
пазарно ориентирана, ќе може кој што има потреба од медицински преглед да дојде во Македонија да се прегледа во 8 септември, да добие меѓународна потврда, истата да користи во својата држава. Тоа ќе значи дека ќе може 8 септември да учествува на позиви од други агенции и институции каде што ќе може да биде конкурентна за прегледи на воздухопловен кадар. Доволно е да го земеме еден дел од пазарот на европските авиокомпании за да 8 септември биде високо рангирана. Така. Целиот процес е под надзор на Европската агенција за безбедност од КЕЛ, ЕАСА, која што го мониторира целиот процес и агенцијата има своји податоци за целиот тек на обуката и самиот дел на оценување на кандидатите. За дел од граѓаните предпознатлива и Агенцијата за цивилно воздухопловство како една од агенциите кои што се најплатени во Македонија. Тоа го покажува и Државниот завод за статистика. Пилотите и вработените во воздухопловството, фармацевтите, но и компјутерските програмери се најплатените вработени во Република Македонија. Пилотите, односно фармацевтите и програмерите се од приватниот сектор, вие сте под државна капа. Зашто земате најголеми плати? По кој основ? Прво, задоволство ми е да бидам во институција каде што е ориентирана според така наречените вредности во индустријата. Значи, performance-based плати постојат во воздухопловството многу години наназад низ цела Европа. Средствата кои што Агенцијата за цивилно воздухопловство ги добива на својата сметка за своето работење не се буџетски средства, туку се средства од корисниците. А наши корисници се авиокомпаниите. Ние имаме обврска да покажеме пред институциите кои што ги даваат парите во агенцијата, исто така и во контрола на летање, во македонската навигација, дека средствата се користат за едукација, за континуирана едукација, континуирана посета на настава, континуирано присуство на семинари, на конференции, за да може корисниците да бидат сигурни дека овие луѓе кои што работат во воздухопловството во Република Македонија се доволно платени за да можат да се посветат, да бидат под помал стрес и да може да даваат континуирана поддршка за воздухопловството. Доколку навлеземе на прашање дали правник во воздухопловна правник во област на воздухопловство треба да зема повеќе финансиски средства за покривање на својот учинок во однос на правници од други области, ќе ви кажам дека и тоа не е баш така дека правниците во агенцијата земаат повеќе пари од правници во други институции. Меѓутоа, колку чини процесот на образование и каде може да се стекне со такво знаење е нешто што сите оние кои што се заинтересирани доколку побараат ќе видат што значи во временска рамка и што значи во финансиска рамка. Не е тоа така малце. Има толку многу подкатегории да би ни требало веројатно повеќе од 2-3 часа да ги образложиме сите. Меѓутоа пилотите би ги скокнал, бидејќи самата едукација за пилоти е поприлично готова, а голема доколку не постојат такви одредби да може пилотите да земаат плати како што се на пазарот, тогаш во агенцијата би немало пилоти. Тогаш на кој начин агенцијата ќе врши надзор над авиокомпаниите да ги прегледа пилотите? Ќе треба да изнајмува агенцијата некој пилот кој што ќе кошта 800 евра саат, за да може да му ги платам сите трошоци за неговиот аудит кој што ќе трае можеби 2 часа, или колку би чинел контролор на летање, кој што јас би требало да го земам со валидна лиценца во Агенцијата за цивилна воздушна пловидба да изврши надзор над контролорите на летање во македонска навигација. Значи многу е комплексна целата тема и на крај на денот нашите корисници се авиокомпаниите кои што вршат надзор над нашето работење и од таа причина луѓето во агенцијата треба да бидат едуцирани континуирано, да работат под што е можно помал притисок, да бидат честни и праведни. Времето за вечерашното интервју полека истекува. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани, тоа беше уште едно интервју на телевизија Нова. Останете на истата фреквенција, следува нов информативен блок.